Детето има право на образование и живот. Детето е човечко суштество со права и достоинство. Она што го карактеризира детето е неговата младост и неговата ранливост. Детето е растечко суштество, возрастно во создавање, кое не може да се заштити сам. Детето мора да биде предмет на посебен интерес и посебна заштита. Од таа перспектива се усвоени текстови кои ја прокламираат заштитата на децата и нивните права. Детето има право да живее во семејство, да биде обкружено и сакано, да биде згрижено, да биде заштитено од болести и неухранетост. Право на образование, право да биде заштитено од насилство, од малтретирање, од сите форми на злоупотреба и експлоатација. Право на соодветен животен стандард, право да има засолниште, право на игра и слободно време. Сите земји потписнички на Конвенцијата за правата на детето се обврзани правата на децата да ги спроведуваат преку своите институции или социјални служби за заштита на децата. Најголем дел од насилството врз децата го прават возрастните, често како дел од казна или желба за контрол. Повеќето деца најчесто се тепани од страна на луѓето на кои им веруваат најмногу. Иако помалку видливо и препознаено од другите форми на насилство, насилството врз децата во семејниот дом е најчест. Ваквиот чин носи голем ризик родителите да го загубат правото над своето дете и детето да биде предадено на друго семејство. Највидливиот аспект на економската експлоатација на децата се појавува кај децата на улица. Секое дете кое не достигнало зрелост и се наоѓа на улица, вклучувајќи ги и ненаселените делови, може да се третира како дете на улица додека одредено место не стане негово вообичаено место на живење и додека не му се обезбедат средства за живот, соодветна заштита и надзор од страна на одговорни возрастни лица. Во многу европски држави се формулира нула деца на улица, но тие сепак постојат, било да се сами или со своите семејства. Во некои случаи со судски налози, социјалните служби во присуство на полицијата им ги одземаат децата на семејствата кои живеат под ведро небо. Vieme ce avoren veșoven. Avilem de trobinale te pușapale me chavei, pale morom, ca si panglo, sile duichon. Catarosudo huliste, cutara vilelo leel, elen mandar, i jardema ande costura. Semalența panșov sahat Andrei. Onda vile socijalnuri, avilelen mandar starđu vljali elen, jega te trendakja, socijalnuri. Araci semate me dui čave, vobro velo čavuro palama, čerel, i našti mi mrno čavuro, našti čerel, me volija, samo te pomožinma, te ne žaptar me sa postulenca, me šamorenca, me ništa nima gama ven, samo te ne me šamoren, te žaptar me, molima tu me. Проблемот со децата на улица станува споактуелен и поприсутен. Спочесто ги среќаваме оние кои продаваат храна, мали производи за широка потрошувачка, чистачи на чевли, перачи на шофершајбни и питачи, меѓу кои и деца во присуство на своите родители. Питачењето генерално се поврзува со случаи на деца кои избегале од семејниот дом, додека истражувањето за детскиот труд генерално предпоставува дека децата работат за домаќинството на кое припаѓа. Овие деца генерално доаѓаат од семејства со низок социјален статус, семејства со ниско образовно ниво и семејства кои својата екзистенција ја бараат преку питачење. Ваквата заработка носи голем проблем за родителите, но исто така и врз физичкото и психолошкото здравје на децата. Државата може да преземе поагресивни мерки кога станува збор за таква форма на злоупотреба на децата. Ваквиот чин носи голем ризик родителите да го загубат правото над своето дете, а детето да биде предадено на друго семејство кое ќе му овозможи подобро образование и подобра иднина од онаа која би му ја дале нивните родители. Говорот е комплексен, колку деца на улица има во светот, толку има причини зошто тие се там. Секое дете има своја уникатна приказна. Причините за нивната ситуација варираат од земја до земја, од град до град и од личност до личност. Овие фактори исто така варираат со текот на времето, како што е сиромаштијата, раселувањето поради природни катастрофи, конфликти или распад на семејството, кои доведуваат до зголемување на бројот на деца на улица во дадена област. Економската сиромаштија игра голема улога, иако други фактори се исто толку важни. Тие може да вклучуваат смрт на родителите,
родителско занемарување и други социјални фактори како насилство, злоупотреба на деца во домот или во заедниците. Дискриминацијата, недостатокот на пристап до правдата, недостатокот на правен статус, например поради недостаток на регистрација на раѓањето, придонесуваат за ситуација во која детето живее или работи на улица. Неовозможувајќи му на детето сигурен живот и образование за развивање на неговиот потенцијал и препуштајќи го на улицата, често има негативни последици врз развојот на детето, кое лесно може да развие криминални или делинквентни способности. Вознемирувачки е да се забележи дека во моментов во Европа, повеќе деца имаат кривична и делинквентна одговорност. Детето може да биде обвинето за трговија со дрога, за сексуално злоставување, кражба и исто така може да биде осудено дури и за обид за убиство. Мрежата на невладини организации за заштита на децата е густа и нуди заштита на децата кои се во ризик, особено кога станува збор за нивното образование. Образованието е основно право што ги представува надежите, соништата и аспирациите на милиони деца и семејства ширум светот. Ова е најсигурниот начин да им се овозможи на децата да го развијат својот целосен потенцијал, да излезат од сиромаштијата и да изградат подобри шанси за иднина. Родителите, несвесни дека сакаат да го надоместат изгубеното време заедно, им купуваат скапи подароци, заборавајќи ја родителската љубов, која е чин на емоционалното поврзување на семејството со хуманите вредности и развивање на свеста на детето. Сите ние им посакуваме на нашите деца највредното и најубавото. Но многу е важно родителите и институциите да водат посебна грижа за децата да бидат здрави и безбедни, да ги опремат со вештини и ресурси за да успеат како возрасни и да им ги пренесат основните културни вредности. Родителите и старателите треба да им нудат на своите деца љубов, прифаќање, ценење, охрабрување и водство. Детето има право на образование и живот, нема основа да критикува одредена етничка припадност. Неговата цел е да се даде акцент на изборот кој ветува подобра иднина за детето, избор кој не го прави детето, туку самите родители и во поголем број случаи самата држава која врши сегрегација на децата во училиштата, немањето на еднакви социјални, политички и правни услови.